на сите, одиме и денеска со оние прилог типови веќе вообичаено за време на светското првенство кој што ги прилага тимот на кладење.мк специјализираниот портал за одложување во Македонија. И денеска на светското првенство, како и синоќа, како и деновите претходни, има 3 надпревари, еден надпревар од 2 сатот, односно 14 часот од групата Г, со која што ќе се комплетира второто коло во оваа група, помеѓу Англија и Германија, потоа играат од 17 часот Јапонија и Сенегал во првиот надпревар од второто коло на групата Х и во вечерниот термин дербито на денот помеѓу Полска и Колумбија. Сега дали баш тој дерби на ден ќе видиме, затоа што Јапонија и Сенегал во оваа група имаат по 3 гола, додека она дерби кој што го напомнав помеѓу Полска и Колумбија е дерби помеѓу две репрезентации кои што не освоија ниту еден бод во првото коло. Да почнеме со ред, од 14 часот, како што кажав, Англија игра со Панама, дебитантот на светските првенства на Нижни Новгород стадионот во градот Нижни Новгород, еден уличен стадион. Англија апсолутен фаворит, славеше на првиот надпревар, ќе сака со победа да го верификува својот пласман во втората фаза, односно во осмина финалето, оние елиминацијски надпревари. Очекувам чиста единица, тука нема дилема. Сега да пробаме да најдеме некој повисок коефициент. Панама е дебитант на светските првенства, прими 3 гола од Белгија по првиот надпревар, а Англија бога ми се труди се одигра стварно добар надпревар, имаше доста шанси, иако реализира само 2 шанси за победа од 2-1. Очекувам овој пат и покрај тоа што има најави дека Деле Али има да игри, уште можеби неколкумина противници, Англија дефинитивно да слави победа, да води во првото полувреме, така да предлагам Кец во Кец, што би донело негде коефициент од прилика од 1,60 до 1,68-69, па може би некаде 1,70. Мислам дека е коефициентот добар за соодносот на силите ако иземеме Англија и Панама. Одиме понатаму со надпреварите од последната група, со која што ќе се комплетира во второ коло по фазата во групи на светското првенство во Русија. Јапонија, Сенегал, двете репрезентации изненадија на стартот, беа аутсайдери против Полска и Колумбија, меѓутоа славеа победи. Јапонија славеше победа против Колумбија со 2-1, меѓутоа мора да напоменеме дека Колумбија од третата минута играше со играч помалку, значи цел надпревар колумбиците го одиграа со 10 фудбалери, така да на јапонците им беше лесната задача дефинитивно. Полска пак изгуби од Сенегал, Сенегал славеше со 2-1 во еден одличен надпревар во кој што дефинитивно сосема заслужено ги земаат тие 3 гола, има повеќе шанси, иако помал последна топка, меѓутоа тој последна топка кој што ги имаше Полска не беше добра за да се направи нешто по-конкретно пред голот на Сенегал, кој што во еден момент славеше, тоест водеше и со 2-0. Очекувам победа на Сенегал. Јапонија, ако одигра на протокол со Колумбија, мислам дека нема што да бара на овој надпревар, со оглед на тоа што Сенегал сега нема да добие црвен со во третата минута ќе игра со 11 фудбалери. Одличен коефициент за двојка, може би мал ризик, со оглед на тоа што според квалитетот овие репрезентации се тука некаде. Меѓутоа, очекувам победа на Сенегал и предлагам тип 2, што носи коефициент од 2,20 до 2,40, по зависност од во која кладилница ќе се одложуваат. Одиме со последниот надпревар од 20 часот, игра Полска и Колумбија во наказан арената во Казан. Евентуален пораз за кој да било репрезентација од овие две ќе значи елиминација, што значи дека еден фаворит од оваа група ќе испадне, а пак еден аутсайдер ќе оди во следната фаза, односно осмина финалето. Сега прашање кој? Полска одигра слабо, Колумбија не одигра слабо со Јапонија, меѓутоа играше со малце фудбалери, така да им давам предност на колумбиците. Селекторот на Полска мислам дека дефинитивно сгреши што ги играше Милик и Левандовски заедно од првата минута. Мислам дека тие двајца фудбалери не се контактибилни за да играат во исто време на теренот, освен ако некој Полска, не знам, па последните 5 минути да проба нешто да направи. Така да очекувам интересен надпревар, очекувам и голови, затоа ќе кажам дека ќе одиграм гол. Гол би бил ризик да се одложиме на која било репрезентација, може би регито ќе биде најреален исход според од денешна гледна точка пред да почне надпреварот. Меѓутоа се очекувам голови на двете страни, што носи коефициент од прилика околу 1,90
добар коефициент за оваа игра и очекувам ефикасен меч. Првото е Полска-Колумбија гол. Тоа беше за денеска. Утре е понеделник, нов ден, нова недела и ќе се јавиме повторно со оние со видеата и нашите предлози со надпреварите од првата, тој со последната фаза, последното коло по фазата по групи. Утре се играат 4 надпревари, затоа очекувате 4 типови кои поинтересни надпревари има. Толку од мене, се гледаме утре. Поздрав!